Ноќта на 31 декември спрема 1 јануари 2020. Ја дочекавме втората деценија од 21 век со најубави желби за здравје, среќа, љубов, просперитет. Никој од нас не насетуваше што ќе се случи наполни 3 месеци подоцна. Крајот на февруари дознавме за невидливиот смртоносен вирус COVID-19. Следеа затварање на училишта, факултети, градинки, а потоа други установи работеа со скратено работно време или работата луѓето ја извршуваа во домашни услови. Ни се случи карантинот, полициски час, нешто кое нашите генерации не го паметат, нешто слично кое нашите предци го посведочиле кога имало шпанска треска, колера и други заразни болести. Вонредната состојба и носењето маски станаа дел од нашето секојдневие. Улиците беа испразнети, рестораните и кафулињата полупразни. Спортските игралишта и терени речиси да немаа посетители и доколку имаа, тие беа ретки. Роденданите се славеа онлайн, а славите и големите веселби беа ставени на пауза. Во првите борбени редови, медицинскиот персонал деноноќно бдееше над пациентите во битката со невидливиот непријател. Некои доктори и медицински сестри, сакајќи да ги спасат другите, ги дадоа своите животи во таквата немилосредна битка. Тие се нашите херои, како што се и пожарникарите, но и сите останати што мораа да работат, додека целото население мораше да седи во домовите и да ги почитува забраните кои постојано беа назначувани. Физичко растојание, одржување дистанца, носење заштитна маска и ракавици, негрупирање, безситна потреба домовите да не се напуштаат, беа главните препораки кои секојдневно можеа да се слушнат од ТВ приемниците. Луѓето беа збунети. 90% од нас првпат се соочувавме со ваква налик апокалиптична состојба. Се водеше битка за купување тоалетна хартија, леп, брашно и масло, како утре да не постои. Мораше да се снабдат со намирници, како да ќе доаѓаше крајот на светот. Се уверивме подоцна дека крајот на светот сепак нема да дојде, барем не до крајот на ова немилосрдна, непредвидлива, неизвестна година. Многу луѓе ги изгубија своите најдраги токму оваа година што измина. Останаа неодговорени многу прашања, се отворија многу истраги поврзани со смртта на некои заболени. Подмолниот вирус не бираше кого ќе зафати. Младо, старо, здраво, не бираше ни пол, националност, возраст, социјален статус и така натаму. Сите подеднакво изложени и исправени пред непријателот кој не можеме да го видиме со очи ниту да го допреме, се наоѓавме во ист брод. Иако некои ќе речат дека не сме биле сите подеднакво третирани, некои имале привилегии наспрема други. Не можеме да го порекнеме овој факт, но ковидот продолжуваше да зема животи, без оглед на третманите кои заболените ги имаа. Најтешко им беше на оние што дишаа со помош на кислородни боци. Преживеаните при раскажување на ужасната борба за воздух го пишуваат како премногу тешко и напорно искуство. Среќни сме сите ние што не мораше да се бориме за воздух за да дишеме нормално. Уште посреќни сме ако најблиските се покрај нас, ако и тие останале заштитени и здрави. Ова измината година, повеќе од никогаш научивме уште повеќе да си го цениме сопственото здравје, како и здравјето на оние што ги сакаме најмногу. Ако нешто научивме од 2020-та, кое што испративме пред само неколку дена, тоа е дека здравјето треба да продолжи да ни биде приоритет. И колку ние луѓето сме кревки и немоќни сред пандемија и природни катастрофи, и останатите непогоди со кои се соочувавме. Во нашава земја од појавата на вирусот, регистрирани се вкупно над 80.000 заболени, над 60.000 излекувани, над 2500 смртни случаи и над 18.000 активни случаи. Ова не се само обични цифри како на лотот ливче. Секој поединечен број представува човечко суштество, засебен живот, суштество кое го делело или ја дели истата парче земја со нас. Овие луѓе не се сами, имаат семејства, роднини, пријатели, луѓе кои ги сакаат и се грижат за нив. Ваква е ситуацијата во нашата земја. Во светски рамки е уште полоша. И покрај тешкотиите, се уште сме тука. Ја дочекавме 2021 година со искрени желби за еден тон здравје и среќни мигови. Да се посака нешто повеќе, ќе делува нескромно. Вас ќе ви посакам одлично здравје и остварување на секоја замислена цел, милион насмевки, среќни моменти и љубов за себе и за тие околу вас.
Ајде да ја направиме 2021-та вредна за паметење. Иако не почна најсјајно. Уште во првиот ден го изгубивме голем човек. Врвниот виолинист Зоран Џорлев не успеа да го победи вирусот. Ова видео му го посветувам нему. Им го посветувам и на сите луѓе што ја изгубија битката и не се повеќе физички присутни меѓу нас. Продолжуваме понатаму, во знакот на позитивните мисли и уште по позитивната енергија. Искрено од се срце, посакувам оваа да ни биде на сите најуспешна година, да ја помниме само по убави нешта. На 2020-та, секако и простивме за се, ја испративме и посакавме среќен пат, со надеж никогаш да не се повтори. Ја пречекуваме 2021-та поскромно од никогаш, со широко отворени раце, чисти срца и уште почисти мисли, за да ни покаже зошто вредело да се избориме, зошто вреди да се биде жив, да се биде тука, да се биде присутен. За сите вас кои уживаат во муките на сегашниот миг, сите вие што ќе го погледнете и слушнете видеото, споделете го со оние кои ви значат. Потсетете ги дека првиот дел од битката успешно го победивме. Борбата продолжува, но сега уште посилни и посплотени сите заедно ќе направиме штит и нема да попуштиме. Човештвото ќе победи. Порано или подоцна, животот ќе продолжи да тече по својот нормален тек. Маските ќе станат минато, а овие спомени само еден далечен период од минатото кој ќе го прераскажуваме. Останете во добро здравје, чувајте се.